Добар ден, почитувани, и добро ни дојдовте во нашата програма Радио што се гледа. И овој пат продолжуваме со она што се актуелни настани и случувања во Прилеп, а секако тоа се протестите на пензионерите. Денеска беше петти ден од протестите, кои што започнаа на 3 август во 10 часот пред Сдруженијето на пензионери во Прилеп. Со нас тука во студиото се членовите на иницијативниот одбор на протестите. Јас ќе ги најавам: Вера Јанческа, Милан Пиргановски, Вера Чакмаковска и Вера Стевановска. 3 Вери и Милан. Тука сме за да ги разјасниме некои од работите на кои што можеби некои се прашуваат зошто се протестира, зошто се бара линеарно покачување, дали добивате поддршка од останатите пензионери во градовите, како е планот за понатаму, ќе има ли уште протести, стапивте ли во контакт со Сдруженијето, со председателството на Сдруженијето во Прилеп и со останатите здруженија од Македонија. Значи, за се тоа ќе дискутираме денеска, а исто така можат оние кои што сакаат да не контактираат да се јават на телефонскиот број во студиото 075 35 10 15. Значи, тоа е телефонскиот број со кој што можете да контактирате или пак да поставите коментар на видеото кое што во овој момент оди во живо. Уште еднаш добре ни дојдовте во студиото. Добре дојдовме. Честа е наше да бидеме ваши гости. Навистина е интересно, веќе овие пензионерски протести се наречени пензионерска буна, која што тргна од Прилеп, од градот Херој, и јас верувам дека вие што го барате, а тоа е основното барање од линеарно покачување од 3500 денари, допре многу брзо до сите останати пензионери во Македонија. Како се започна, бидејќи и сами рековте уште од првиот ден, бидејќи ние новинарите од првиот ден сме со вас, дека беше само иницијативно. Зошто се собравте и одлучивте на ваков начин да ги барате вашите права за достоинствен живот? На 2 август, по платнето во вестите, слушнавме министерката Тренчевска како кажува дека еве сега ние ќе ги подкрениме пензиите на пензионерите 6%, што значи дека тие во годината имаат 2 пати зголемување процентуално на пензиите. Меѓутоа, со тие 6%, таа направи толку голем револт во пензионерите, затоа што пензионерите кај нас, знаеме, почнуваат од најниската 10.500 денари, кој што тоа 6%, кажете ми, колку ќе изнесува? 900 денари? 700 денари? А оние што зема 50.060, значи ќе им дојде многу убаво, ќе земат 3.000-3.500. Ние, само иницијативно, значи без да се договараме, бидејќи задоволството беше видно големо кај пензионерите, телефонски што контактираме, како секој имаме пријателки и пријатели, се слушаме дека ова не е доволно. Значи, мора нешто да направиме. Тоа нештото што го направивме кога се собравме пред Сдруженијето, беше и се договоривме од 3.500 денари. Значи, протестот мирен, достоинствен, почна во Прилеп, на 3 и сите градови во Македонија не поддржаја и тргнаја со нас пред нивните здруженија и цело време не поддржува и што радува фактот, не поддржува многу младите во Прилеп и останатите градови на Македонија. Вика бравос, еднаш пензионерите да го покажат својот глас. Значи се додека не го добијаме нашето 3.500 денари покачување, нема да отстапиме. Никого не го вреѓаме. Ова барање е исклучиво од членови на пензионери. Значи нема разлика на вера, нема разлика политичка определба, нема етничка. Значи сите пензионери, и инвалиди, и воени инвалиди, за сите пензионери подеднакво почнуваме со 3.500 денари. Се надеваме дека министерката ќе најде на разбирање и владата и председателката која што е избрана во Скопје дека ќе го задоволи нашето барање со септемвриската пензија.
навреме, значи почнуваме да бараме, може да ни ги дадат тие 3500 денари, не дека не може, значи малце нека размислат дека луѓето со 10.500 и 12 и 13 не можат да купат нити храна, нити лекови, нити да си приуштат, да зборуваме и за секој сака чист дом. Значи ние треба да имаме и средства за хигиена одржување, а најпотребно за еден пензионер се лековите. Значи имаме срцеви болесници, имаме со астматични заболувања, имаме со ревматски, имаме со високи притисоци, значи од ретки болести. Значи ние мораме да обезбедиме за нив барем малце од малце достоинствен живот, а не имаме ние добијано некакво си барање, односно заклучоци од нивниот извршен одбор, одржале состанок, каде што председателката Станка е накуцана на компјутер, меѓутоа нема подпис, нема печат. Тоа известие и тие нападствија што ни ги дава Станка се неосновани. И мислам, јас го покажав пред собирот, значи на собраните пензионери во Прилеп, дека тоа е невалидно. Таја кажува дека имала помош кај што дава неповратна за Великден, за Божик, не знам, за климатски лекувања, па лекови без пари, па дрва без пари, струја плаќала. Сето тоа не е вистинито. Луѓето го потенцираја, значи голем собир беше и ќе бидеме уште побројни. И да напомениме дека ние не застануваме се додека не ги добијаме овие 3500 денари, а после ќе имаме други барања. Јас само од денешниот собир да напоменам и да кажам дека имаме видео со она што како барање од страна на Сојузот на пензионери беше денеска прочитано од ваша страна. Поможеме видеото да го проследиме, а потоа ќе продолжиме со дискусија. Бевме кај председателот почитуван на Прилепското здружение и неговото председателство со нашето барање. Линеарното зголемување од 3500 денари, значи од најниската до највисоката пензија. Почнуваме со ова зголемување, а после добивањето на ова зголемување знаеме како ќе ги тераме работите понатаму. Но тие ни дадоја извештај од нивниот состанок во Скопје што го одржале. Јас лично ова не го поддржувам, а вие сакате ќе се изјасните дали го поддржувате или не. Ако вие го поддржувате, јас сум со вас. Вие кај што сте, таму сум јас. Ајде да чутете. Ова е од нашите пензионери од Прилеп. Доставено до председателот на општина Прилеп, горе од председателката, немаме печат, за жал немаме подпис. Викам, почитуван председателе, Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија со посебно внимание ги следи случувањата во врска со протестите на група пензионери, пазете, група пензионери за зголемување на пензиите. Со цел да се обезбеди целосна информираност на пензионерите за фактичката и правната состојба во врска со нивниот статус, Сојузот ги дава следните насоки, препораки и мислења. Една од основните задачи на Сојузот е подобрување на материјалната положба на корисниците на пензијата во соработка со надлежните државни органи. Второ, особено внимание се посветува на корисниците на пензија со ниски пензиски примања. Сојузот подготви предлози за зголемување на најниските пензии, кое прашање предлагаме да го решиме во рамките на пензискиот систем, а не со посебен закон. Предлозите се доставени до Министерството за труд и социјална политика за нивно разгледување и постапување. Без рок. Во изминатиот период, Сојузот во соработка со Министерството за труд и социјална политика и други надлежни органи презеде повеќе активности за подобрување на материјалната положба на корисниците на ниски пензии.
Покрај пензијата беше доделувана соодветна парична помош. Беше субвенционирана електричната енергија. После ќе кажете, значи, беа ослободени од плаќање на партиципација за болничко лекување за корисници чии примања изнесуваат до 14.500 денари. Петто, во рамките на Сдруженијата на пензионери се обезбедуваат средства за социјални и солидарни намени. Социјални намени, ненаменска парична помош, социјални пакети и ваучери за набавка на одредени прехранбени артикли, помош за здравствени потреби, набавка на лекови, бањско лекување, набавка на ортопедски помагала и слично. Помош за набавка на огревно дрво, покривање на дел од штетите од елементарните незгоди, несреќи и друго. Солидарни намери. Колективен превоз, значи кој што ни следи и нас, во јавниот сообраќај, рекреативни патувања, чистење на домовите и домашно снабдување и билети за културни манифестации. Шесто, усогласувањето на пензиите е утврдено со Законот за пензиско и инвалидско осигурување и се врши 2 пати во годината со 50% од порастот на платите и 50% од порастот на трошоците на животот во претходното полугодие. Според податоци објавени од Државниот завод за статистика со директна примена од страна на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија. Податоците за порастот на платите во првото полугодие од оваа година се уште не се објавени во Државниот завод за статистика, затоа не е познат процентот со кој ќе се усогласат пензиите од 1 септември 2023 година. Посебно треба да се истакне дека пензиите редовно се исплатува без задоцнување, што представува основен и сигурен извор за екзистенција на корисниците на пензија. Според Законот за пензиско и инвалидско осигурување, нема основ за линеарно усогласување. Ова што го бараме. А таквото усогласување не постои ни во земјите околу нас, нити во пензискиот систем на европските земји. Сојузот со своите членки континуирано и заеднички врз на согледување и анализа факти, аргументи, поднесуваат иницијатива до надлежните органи за подобрување на статусот на корисниците на пензија, не само за зголемување на пензиите, туку и мерки надвор од пензискиот систем, на институционален начин, а не преку протести. Почитуваат председателе, значи него му се обратува. Вие како председател на Сдруженијето на пензионери, по функција не треба да поддржувате протести организирани од политички партии. Овдека нема политички партии. Ние сме членови на Сдружение на пензионери. И отстапка нема. Само членови на пензионери. Ве молиме со овие препораки да се запознаат пензионерите преку одржување на следби во ограноците. Со наводи сите прашања од интерес на пензионерите да решават во институционален пат без влијание на било која политичка партија. Почитувани, ние овдека сме сите од трети остров. Значи ние воопшто не поддржуваме ни една политичка партија. Ние си го бараме само нашето 3.500 денари.
Почитувани, уште еднаш да подсетиме зашто денеска говориме во нашето студио, во програмата Радио што се гледа. Денес говориме за пензионерските протести, петти ден денеска во Прилеп. Протестите започнаа од Прилеп на 3 август во 10 часот, продолжуваат со несмалено темпо и интензитет. А тука со нас се представници на иницијативниот одбор, и тоа Вера Јанчевска, Милан Пиргановски, Вера Чакмаковска и Вера Стевановска. Она што го слушнавме пред малку беше од денешниот протест, а тоа се наводно објаснувањата од страна на Сојузот на пензионери на Македонија дека од извршниот одбор дека се нелегитимни вашите барања. Она што сакам од вас да го слушнаме како нова информација е дека вие во текот на вчерашниот ден имавте средба со представници од Сдруженијето од Прилеп. Сите четворица присуствувавте на таа средба. Што беше кажано на средбата? Вчера присуствувавме на таа средба благодарение на нашата упорност, бидејќи претходниот ден обезбедување има викнато председателот на Сдруженијето приватно, буквално за раменици, брутално и арогантно, без почит на годините, не изфрлија од вратата за пристап до него. Бидејќи не бевме примнати. Вчера влеговме со напор и присуство на благодарение на Прилепската полиција, која што навистина е безпрекорно се залагаше за тој наш дел што требаше да влезиме горе. Влеговме кај председателот и со барање да му кажеме дека ние ќе одиме за Скопје, бараме да ни овозможите автобуси, да ни ги платите од нашата чланарина, што ја плаќаме и што имаме, значи допринесено. Не бараме од никого пари, туку од нашите пари да ни платите, пошто немаме искористено никогаш и никаде не сме биле. Значи, тие барања, рече јас ќе го свикам председателството и да видам што ќе одлучиме. Не што ќе одлучите, денеска бевме повторно. Ни ги дадоја овие известувања од извршниот одбор на пензионери на Македонија со председателката Станка, каде што нема ни печат ни штембил, дека тие за колективните патувања ги праќаат автобусите, дека дават и други, нели претходно прочитавме мислам со друга помош ги помага со пензионерите до 14.500 пензија. Меѓутоа тие сите пензионери рекоја дека немаме земено ништо. Сега денеска го доставивме писмено барањето и да ни одговорат во најбрз можен рок. Побаравме 6 автобуси за Скопје, да видиме во текот на денов ќе не извести председателот, пошто ќе го свика председателството, да видиме што ќе ни одговорат. Ако треба, телефонски со вас ќе исконтактираме и ќе ви кажеме дали ни дозволиле и го да удоволиле нашето барање. Рековте, барате 6 автобуси за протести во Скопје. Кога би се одржале тие протести и дали вие сте во координација со останатите здруженија од Македонија? Во координација сум со сите председатели на иницијативните одбори кои што се избрани на денот на почнување на протестите и сите заеднички со настап во 11 часот пред првен председателството на Сдруженијето на пензионери. Ќе ја побараме да излези председателката да ни објасни за добивањето на 3500 линеарно зголемување, односно да го прифати и да пренеси дека за септемвриската пензија без 3500 денари да не почнува со 6% пресметката. Од тука маршрутата на цела Македонија, зборуваме за цела Македонија, продолжуваме до Министерката Тренчевска. Министерството за труд и социјална политика, министерката Тренчевска. Значи со истото барање донесе и нема да отстапиме, пошто таа го најави тоа 6%, нема да отстапиме. Значи 6%, страмота е да ги изусти, во споредба со оние 78%, во споредба со оние 30% или 40%,
и 20%. Значи нека имаат милост кон пензионерите, затоа што овие пензионери се столбо на државата во моментов. Ние сме членови на ова Македонија и сакаме да бидеме подеднакво застапени и третирани како граѓани на оваа држава. Значи, не сакаме милостиња од никого. Госпоѓо Вера, вие бевте на протестите, секој ден сте на протестите, она што остави печаток и секогаш ние како новинари го цитираме дека ние бараме нормален живот. Вие сте во таа категорија што зема до минимална пензија, до 14, да речеме. Ете така. Колку може да се живее со таква пензија и дали вие како пензионери во оваа возраст во која што сте, треба да работите и дополнителни работи за да може да се опстане? Вака искрено од душа солзи почнува да ми течат од очите. Значи 13.500 денари, значи искрено, наискрено. За 3 дена ние му ги враќаме нив. Плаќам мрежија, како нормален човек и сакам телефон, кабловска, струја, вода, џубре, лекарства, јас имам автоимуно заболување. Што еден лек кошта 50 евра. Јас ако верувате не го пијам. Не го пијам. Немам пари да го купам. Немам пари да го купам. Значи, сакам еден нормален живот да живее избачените пензионери, бидејќи сме работеле 40 години, 35 години. Значи, стварно, јас директно се обраќам до премиерот. И го замолувам. Еден месец да проба со 13.500 пензија дали може да преживее, не да живее и друго. Така не сакам да кажам. Да. И ова сакам да кажам. Јас како пензионер, значи 70 години веќе ќе правам, дали сум способна јас да одам да берам тутун за да преживеам, а приморана сум. Јасно е. Тука сакам да се надоврзам на моля. Вера, затоа што сум јас инвалид, 98% сум слепо лице. За жал, оваа држава не ми додели инвалидска пензија, затоа што сум лажела, буквално бев седната како на обвинителна клупа и за несреќа ја добив наследната пензија на починатиот сопруг. Терапијата која што ја примам за останатите 2% на мојот вид е терапија која што ја набавувам од Америка, затоа што тој лек го нема на друго место. Таа терапија кошта $50 едно кутиче. Месечно, да. А јас, се до крајот на мојот живот, ова го кажувам по препорака на докторите. На 10 мина доктори, кои што ми препорачуваат дека морам секој месец да ја примам, плюс дополнителна уште една терапија, то се цитикол вилијали, кои што коштаат 3000 денари, заедно со капките. А каде е другата останата терапија? Каде се сметките за струја? Каде е потребата за храна? Каде се средствата за лична хигиена? Каде е огревот? Зар не е жално и гревотно? Јас сега да барам помош од моите деца. Јас како самохран родител знам како ги школував тие деца. Мојата керка сега е во Германија, затоа што државата ја избрка. Заврши со просек 9,9, дефицитарна струка, која што во Прилеп ја има многу ретко и не беше примена. Мораше и беше приморана да го бара парчето леб и да го дели лебот со туѓинците. И истата таја, секој месец, заедно со мојот син кој што работи во ВИК, да ми помагаат за да можам да ја примам терапијата. Верувајте, овај проблем го имаат многу од нашите членови пензионери. И жалосно е, и гревотно е, буквално да се молиме. Се молиме, а на кого? За 3.500 денари, кои што ни следуваат и кои што се минимална сума
за да ги покриеме сите овие потреби. Да не зборуваме за инфлацијата. До кој процент е дојдена? Ова е жалосно, верувајте, што се случува. Јас сакам уште нешто да кажем, да не помислат драгите наши пензионери, сограѓани од цела Република Македонија, дека ние дојдовме овде лично данас да се зборуваме. Ние за сите пензионери, како представници, дојдовме овде нашите проблеми и нивните проблеми да ги кажеме дека не сум само јас болна, сите сме болни пензионери, веќе одиме во 70-та Јасно. година. Таа е возраста, затоа еве и со господинот Милан едно прашање, исто како госпоѓа Верче што рече дека има дете кое што живее во странство и вие напоменавте дека имате син во странство кој што живее. Верувам дека и вие се соочувате со слични проблеми, но она што вие го напоменавте во еден од тие денови на протести беше дека несоодветно се пресметува и пензијата. Имавте забелешка во однос на тоа дека и врски се бараат дури и за пресметката на пензијата, што не е во ред. Треба ли да се промени таа методологија на пресметка на пензијата и методологија на пресметка на висината на пензијата на месечно ниво, бидејќи во моментов има нели закон за тоа? Што мислите, бидејќи вие доаѓате од сектор кој што од економија и овие математики подобро ги знаете и од мене? Видете, јас 2012 година појдов во пензија. Решението, првото решение ми дојде на 16.000 денари во тоа време и намалува, дојде до 6.900. И појдов со пензија од 6.900. Тоа имало таму пресметување на 3 начини и сега ако фатиш пријател, ќе ти ја пресмета пензијата на оној поволен начин, ако немаш пријател, си најдол. Јас тоа, како поштен граѓан на оваа држава и приносам многу, има поверење во тие луѓе кои работат таму во пензијски фонд и не бара пријатели. А секој требало да бара пријател за да земи поголема пензија. Имаше случај, јас ова се жалав до судот во Скопје, тие ми вратија одговор дека грешка во пресметувањето на платите. Кога го поднесов документот во пензиско, бидејќи ние бевме стечајни работници и фабриката во стечај, документите беа предадени во архивон. И сега документите мои ги снема, отидов во архиво да ги барам и од архиво ги снема. И затоа ги молам пензионерите кои ќе одат пензија да обрнат внимание на тоа и пресметувањето да биде за сите исти. Не да бара столбови најповолни години, како сега што прават 10 најповолни, пак вака. Тоа треба да биде за сите и да не го менуваат тој столб на пресметување, бидејќи луѓе има кои нема пријатели таму, кои не се обавестени, чека реално да си ја зема пензијата. Да, пријатели. Ама сега дојде со тоа Јас само. сега немам пријатели. Законот треба да биде Законот исти за е сите. исти. Па затоа викам дека треба да биде за сите исто, а не да бараме пријатели. Јас имав пријатели, ама имав како верував на секој човек. Миле требаше да ги тужиш. На правдата. Значи, правда да ги И тужиш, она. значи. Ја не сум дипломиран економиста, дојдов до 13.160 денари пензија и како да преживеам. Ако не работам бавче, ако не одам на 75 години, ја одам сега на 40 степени, одам да вадам, да одам се горе, за да преживеам. Како јас Пресметувањето на пензиите, значи јас не слушнав дека има промена на законот. Во времето ги земаја најповолните 10 години. Кога било најповолна платата, тогаш ги земаја и на тој износ за жените земаја 70%, за мажите 80%. А после го сменија за сио работен стаж. Колку имаш работен стаж, да речеме,
на вкупно. Дали си земал 1000 во месецот, дали си земал 1500 или 50.000, значи не беше проблем. Тој сиот износ ни го делеа на 78%. Зборувам за јас кога појдов по пензија. Сега слушам дека на некој му давале, му ги земале тие најповолни 10 години, во да речеме 40 години работен стаж. Јас себе со 43 години работен стаж заминав пензија, некој има со 35, некој има со 20, некој има со 27, значи сите различни и сето тоа така се намалува и се намалува, значи износот на пензијата. Затоа министерката нека го примени подеднакво за сите. Нема поволни 10 години, ако е поволно 10 години за сите да биде. И за работниците, и за администрацијата. Нека не да кредитира ни еден граѓанин во Република Македонија. Овие, ќе ме извините, но овие се прашања кои што треба да се дискутираат во здруженијата на пензионери. Дали и колку кај нас во Прилеп ваквите прашања и проблеми кои што ги имате сите вие се дискутираат на тие средби кои што ги имате бидејќи Сдруженијето на пензионерите функционира безпрекорно, формално. Сдруженијето на пензионери, зборуваме за Прилеп, за другите не знаеме да кажеме, имат ограноци по урбаните заедници. Тие и избрани председателства нормално. Значи инаку не може да се функционира. Бират на 4 години, но тие шо прават? Се бират или одат во тие урбани заедници, канцелари односно, по 10 до 15 души и тие никого друг не го известува и самите си се реизбира. Сега годинава имаше реизбор и тие сами се реизбраја, значи во урбаните заедници. И после тие председатели го поддржува, истиот председател го избира, го реизбира, во ствари тој е реизбран Славеја. Ние не сме запознати, населението местно, за да можеме да ги изнесиме проблемите и да поставиме барајна да тие ги пренесат горе и да го видат кое е тоа незадоволство во членството на пензионерите. Ако тоа функционира добро, тогаш можат да се задоволат барајната на пензионерите. Ама на ваков начин никогаш. Значи ако број Прилеп и за Прилепска општина зборуваме 15, не, само за Прилеп, тие башка фонд се, значи за овие 15.000 кога би избирале правилно, значи 7.500 треба да имаме народ што ќе го избери председателот. Така, ако едно местна урбана заедница број 3.500 пензионери, ајде 1000 нека се. Значи од нив треба 501 да бидат присутни на собиро каде што ќе се избира председателството, а не 15 души. Ма регуларно се Значи, според вас, во моментов, зборуваме за состојбата во Прилеп, председателството или Сдруженијето на пензионери не ги има во предвид вашите барања и вашите проблеми и практично вие заради тоа излеговте само иницијативно да барате она што Токму ради тоа. Легитимно и дека ви треба. Сега во однос, тоа е во однос на Сдруженијето, но би сакала да ве прашам, бидејќи сите овие барања ваши зависат крајно од политичарите. Дали сте стапиле во контакт со некој од политичарите? Имаме тројца пратеници кои што, значи не спомнувам политичка партија. Тие се пратеници кои што се во законодавниот дом, каде што се носат законите и каде што таа методологија која што ја спомнавме треба и да се промени ако се променува. Дали сте стапиле во контакт и какви се вашите размислувања во поглед на ова прашање? До сега, значи, не спомнавме воопшто да дојдеме во контакт со пратениците на Прилеп, тргнувајќи од фактот, затоа што сите знаеме каква структура на народ сме, ќе речат, тие се од таа партија, тие се од таа партија и затоа тоа така испаѓа. Ние затоа само иницијативно и само членови на пензионерските здруженија. Никој друг не вклучуваме. Кога ние ќе се избориме, после иде доаѓањето од Скопје, да видиме со што ќе се вратиме, тогаш можеме да побараме, да одиме до пратениците, за да не изнесат пред собрание.
а првен ќе чекаме одговор од владата, од министерката Тренчевска на труд и социјала и политика и од председателката на Сдружение на пензионери. Многу не е битно, затоа што ние не знаеме ние така како е избрана, нити сме известени. Ако ништо фазла, требаше председателот на Сдруженијето на Прилеп да ги обавести ограноците и тие да не известат како е избрана председателката Станка. Ние не знаеме и револто е се поголем и поголем, затоа што ниедно барање не ни е удоволено. За поединци може да има, ама ние не знаеме. Верувам дека е слична состојбата и во останатите градови. Јас на крајот само ќе потсетам она што неформално пред да влеземе во студиото го споменавте, а тоа е дека в петок повторно се организирата да има протестен марш, како што тоа беше во текот на вчерашниот ден. Дали и како ќе има поддршка од страна на пензионерите од овие две општини, Долнени и Кривогаштани, сигурно сте стапиле во контакти со нив, и како е маршрутата. Верувам дека треба да се пријави во полиција и да се обезбеди простор и место, на каков начин тоа ќе биде организирано. Сега, излегувајќи од вашите простори, директно заминуваме во одделението на полициската станица Прилеп. Значи, одиме да го пријавиме за во петок маршот. Планираме да биде на раскрсницата, наречена во старо време градска кафеана. Од тука да се движиме кон старото собрание и на раскрсницата горе кај Солидност. Се надеваме на голем одзив, пошто тоа е барање на сите пензионери, не е на поединечно, самите бара, и мислам дека ќе биде многу успешно. Ви посакувам успех. Благодарам. Пред се заради тоа што целата иницијатива е самоиницијативна, значи воопшто јас од првиот ден ве следам во однос на тие забелешки кои што беа денеска истакнати од извршниот одбор на Сојузот на пензионери дека има политичка обојност. Јас лично не би се сложила, бидејќи тоа воопшто не се ни гледа, нити се чувствува, нема никакви нити спомагатели, нити па некакви официјални поддржувачи од страна на политичките партии, и така треба да остане, бидејќи пензионерите се сите на некој начин со политичка определба или неопределба различна. Вие сте представници на иницијативен одбор кој што само иницијативно тргна и така треба и да остане. Верувам дека она што го барате и ќе го добиете, иако многу ми навела дека вашите барања се многу скромни, но во секој случај за кога се работи за достоинствен живот, скромноста е пред се. Ви благодарам што дојдовте, ние како новинари ќе ве следиме и во текот на утрешниот ден. Затоа што несебично од првиот ден сте заедно со нас, ги споделувате нашите барања и уште еднаш голема благодарност до вас и до сите новинарски куќи кои што се со вас. Само да ве известам, ве следат премногу од градовите, како Радио Пела. Значи, се презадоволни за вашите известувања и вика дека едно најинформативно радио кое несебично ве следи и ве пренесува и без да ви ги скрати изјавите е Радио Пела. Благодарам многу за ова. Ние ви посакуваме и понатаму успех да имате и да бидеме во контакт. Пред се, вие да имате успех и сите заедно. Фала многу. Фала многу. Ние ако ни дати 3.500, па ќе ги потрошиме на пазар, па ќе појде парите. Кај нив? Ама така е. Па ќе се вратат. Кој дилема не? Чекај. Седете. Чекај.